Представници на самостојниот синдикат за индивидуални земјоделски производители и на иницијативниот одбор на Оризо производителите денеска на пресконференција во Облешево ги истакнаа барањата упатени до владата за решавање на состојбите во Оризо производството, кои според нив се неодржливи. Упативме барања до владата и до ресорното министерство се со цел да бидат надминети одредени состојби, а кои се однесуваат на итна исплата на субвенциите на Оризо производителите, измена на предлог законот за дополнителната ковид мерка од 3 денари, бидејќи со неа не се опфатени сите земјоделци, а со цел да бидат опфатени што поголем број на земјоделци, односно сите Оризо производители, предлагаме одредена измена. Според Јанев, сегашните откупни цени се под секое ниво и не ги покриваат ниту основните трошоци, а прометот не функционира. Поради тоа бараат итна исплата на субвенциите и поширок опфат на земјоделците со најновата мерка од 3 денари за килограм арпа. Цените на Оризот се понижувачки и депресивни за Оризо производството, бидејќи не ги покриваат основните трошоци. Може само да ви напоменам дека во житомаркети имате ориз од Италија кој се продава по 230 денари по килограм, што само по себе укажува каков е односот кон земјоделците кога не може да се постигне на цена од 55 до 60 денари за откупот на оризот. Од тука сметаме дека со сета сериозност владата на Република Македонија и ресорното министерство треба подитно да ги прифатат барањата упатени до нив, а се со цел, пак ќе речем, да бидат создадени ситуации во кои земјоделците ќе можат да преживеат и евентуално да се припремат за новата наредна производствена година без дополнителни мерки. Без итна исплата на субвенциите, земјоделците ќе бидат принудени своите права да ги барат на порадикален начин, односно преку излегување на улиците, преку штрајкови и така натаму. Представникот на иницијативниот одбор на Оризо производителите е дециден дека земјоделците работат со загуба при актуелните откупни цени и дека сега наместо претходно бараните 25 денари ќе бараат 30 денари за килограм за да преживеат и да ја посеат новата реколта. Денеска земјоделецот е доведен во најлоша ситуација што може да биде односно Оризо производителите. Имавме неколку средби на кои се договаравме, разговаравме, меѓутоа резултат немаше од сето тоа. Резултатот се гледа. Цената на оризот паѓа, на оризовата арпа паѓа, на вештачките ѓубрива и непрепаратите кои се неопходни за производство на оризот се качуваат веќе до 100% одат нагоре. Така да ние оваа година со цената на оризот што имавме и добиените средства не можеме да ги покриеме само основните трошкове, а веќе сме во загуба. Така да наредната година тешко ќе можеме да обстанеме за да можеме да произведуваме, бидејќи во стартот влегуваме со загуба. Според него, владата не смее да ја замрзнува цената на оризот, бидејќи оризовата арпа е замрзната со години и таквата мерка ќе го остави кочанското поле без оваа некогаш стратешка култура. Доколку не им биде одговорено позитивно на барањата, земјоделците најавуваат нови протести и блокирање на улици, односно патишта, се со цел остварување на истите.